Изминатава година е доказ дека една општина може да се води поинаку, дека градот може да се развива и напредува. Со искрена и посветена работа и истрајност резултатите се видливи. И покрај сите тешкоти и притисоци со кои се сочуваме, како и наследениот милионски долг, ние успеваме успешно да го трасираме патот кон кој целиме. Модерен град кој се развива и станува подобро место за живење за сите. Успеавме да вратиме долгови, а истовремено да реализираме нови проекти. Раздолжувањето ни беше меѓу главните приоритети. Да вратиме дел од долгот, да ја одблокираме сметката на општината, за да можеме да реализираме проекти. Успеавме да исплатиме на 3 милиони евра од наследениот долг, но во исто време продолживме со зголемен интензитет со реализација на инфраструктурни проекти. Работевме интензивно на подобрување на инфраструктурата. Го посетивме секое мало и почнавме со работа, реконструиравме улици, го саниравме секое оштетување на патната инфраструктура, обезбедуваме повеќе паркинг места, го ослободуваме узурпираниот јавен простор. Го уредивме и реконструиравме местото Бањиче, поставивме нова урбана опрема, осветлување, партерно уредување на паркинг местата, парк за најмладите. Нашата администрација успешно за рекордно време да го заврши речиси целиот процес на легализација. Имаме предмети кои беа запоставени и чувани во фиоки цели 8 години. Сериозно работиме на решавање на проблемот со комуналниот отпад во градот. Проектот за регионална депонија Русино се одвива според планот. Ги чистиме дивите депонии низ градот, создадени пред повеќе години. Успешно ја реализираме акцијата Генералка Викенд, од која бевме дел заедно со 20 други општини, при што собра над 185 тони отпад. За една година успеавме јавното предпријатие Градски паркинг, кое го затекнавме во хаос и долгови, да го реорганизираме за денеска да работи непречено и без блокирана сметка. Обезбедивме повеќе од 500 нови паркинг места преку изградба на отворени и затворени паркинзи. Го решаваме проблемот со сообраќајниот хаос и веќе имаме поголем ред низ улиците. Градот доби и јавен превоз кој е поекономичен избор за транспорт на нашите граѓани, воедно и придонесува за намалување на загадувањето. Прво ги изголемивме платите на нашите херои пожарникари, кои претходно воопшто не беа ценети и почитувани. Освен зголемувањето на платите, пожарникарите добија и подобри услови за работа, уредена простории, нова опрема, организирање на обуки, го отворивме фитнес центарот кој сега го користат нашите пожарникари. Секој месец се реализираат средби со граѓаните, овозможивме онлайн следење на седниците на Советот и јавно ги објавивме договорите на дело. Работиме транспарентно и со чист образ, што резултираше општината Тетово да се искачи на врвот на листата на активна транспарентност во Полошкиот регион со скок над 72%.